На почеток да ви посакам на сите добре дојде на овој прв вебинар од серијата вебинари на Универзитетот Гоце Делчев. Чест да го организира првиот вебинар го имаше Факултетот за туризам и бизнис логистика со тема која што е извонредно актуелна, влијанието на COVID-19 врз економските движења, можности за инвестирање или време на поголема предпазливост, со што практично дава и самиот факултет Универзитетот Гоце Делчев заедно со нашите учесници и предавачи на вебинарот еден белег на ово што го имаме како време во кое живееме и од што и нашите студенти нешто секако ќе можат да добијат нови знаења. Би сакал да ви кажам на сите учесници дека и Универзитетското радио подоцна, Универзитетското радио Югад ФМ подоцна од цело ова што е настан онлайн ќе емитува дел од вашите излагања, така да ќе добијат и поголем публицитет. Се надевам дека тоа ќе биде добро и дека ќе прерасне во понатамошна соработка. Еве на почеток да кажам само дека овде со нас е проректорот за настава на Универзитетот Гоце Делчев, односно за наука и студенти, професор доктор Мишко Џидров, кој што ќе се обрати. Учесници на семинарот со своите предавања, на вебинарот се извинувам, уште сме во сакаме сите да бидеме нормално време, да бидат семинари, но уште се вебинари. Професор доктор Зоран Колев, заменик директор на секторот за комерцијално банкарство на ТТК КАД Скопје, надворешен комисионер во Комисијата за хартија од вредност на Република Северна Македонија, магистер Лазе Камчев, главен извршен директор на General Investments АД Скопје, Република Северна Македонија, и како предавач ќе биде и професор доктор Татјана Бошкова, декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. За темите на кои што тие ќе предаваат, секогаш кога ќе ни јавиме, добре дојде и за нашите студенти кои што се овде и за кои што се надевам ова ќе биде извонредно корисно. На почеток, нормално како представник на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Мишко Џидров, проректор за наука и студенти, кој што ќе се обрати до сите учесници. Повелете, проректоре. Благодарам, Тони. Особено ми е чест да видам денес овде со вас во овој вебинар кој што го организира Факултетот за туризам и бизнис логистика. Како што кажа Тони, ова е прв. Верувам дека ќе има лесна нога, па понатаму ќе следуваат и повеќе вакви вебинари на нашиот универзитет. Особено ми е чест што денес со нас се нашите гости, почитуваните директори, почитуван директор Колев, почитуван директор Камчев. Особено ми е криво што директорот Бишев не е тука, од оправдани причини, затоа што тој пред 15 години ми беше директор во Стопанска банка кога се вработив како млад студент во Виза центарот, но се надам во некоја друга прилика ќе се вклучи и тој ќе може да поразговара и со нашите студенти. Овој вебинар дава одговор, односно ќе даде одговор на интересна тема, тоа е кој е влијанието на COVID-19 врз економските движења и кои се можностите за инвестирање или пак треба да бидеме многу предпазливи. Сето ова покрена многу прашања и кај мене како граѓанин на нова држава, дали треба да штедиме за време на пандемија или треба да инвестираме. Особено ми направи конфузија еден текст кој што се појави пред 2 дена, кој што веднаш го споделив со нашата деканка Татјана Бошков. Тоа беше еден твит од Марк Кјубан, едно истражување на CNBC во кој што анализира што се случува во Америка во последните 12 месеци. И таму видов дека во последните 12 месеци 10% од американците купиле некои акции. Скоро 10 милиони по прв пат отвориле брокерска сметка. Најактивни биле онаа генерација Z, која што многу работела во последните 12 месеци, но одма позади нив се помладите, односно скоро нашите студенти, кои што имале скоро 17% од активностите ги презеле во овој период. Сето тоа е можеби интересно, можеби ќе видиме какви се случувањата и во нашата држава, но многу ми изненадиле факт дека инвестираат оние кои што немаат високо образование, инвестираат оние кои што имаат помали примања од $50,000 во Америка. Така да уште повеќе прашања ми се појавија дали доволно необразованите луѓе инвестираат за време на криза или пак сите правиме нешто погрешно. Особено сакам да споменам дека бројката која што ја знам беше 4,6 милиарди имаме заштита во банките. Сега гледам дека е стигнато веќе до 5 милиарди евра имаат заштита нашите граѓани во банките, од кои што скоро 70% се на нашите граѓани. Отвара уште едно прашање дали сме навикнати да штедиме, а не да инвестираме.
Наспроти тоа сакам да споменам дека живеев 6 години во Вукан, каде што сум бил во берзата во Вукан и сум видел како од млади до стари седат и следат што се случуваат со нивните инвестиции. Значи зборуваме за подпросечни луѓе со подпросечни примања кои што сите свои заштедевини ја ставаат и ја инвестираат на некој начин. И сега како ние од тие 5 милиарди за наши пари заштедени во банките да преминеме према тоа динамично инвестирање како што го има во Кина или барем да бидеме некаде на пола пат, верувам дека ќе ги покренеме како прашање денес од нашите ценети гости. Верувам дека ќе се даде одговор на тоа и пред се ќе биде интересен одговор за нашите студенти, односно тие млади генерации кои што ќе треба да следат и да дадат некој подобар пристап према инвестирањето на нашите средства. Мора уште еднаш да се заблагодарам на нашите директори кои што одвоија време да бидат денес со нас, особено голема благодарност до нашата деканка Татјана Бошева која го организираше сето ова и верувам дека постои една висока граница која што ќе верувам другите факултети ќе имаат проблем да ја достигнат во организирање на вакви настани и ви посакам успешна работа и верувам дека и нашите студенти и јас ќе добиам одговор на дел од овие прашања кои што ги споменав денес. Благодарам, проректоре. Тоа беше она што имаше да ни го каже проректорот за наука и студенти на Универзитетот Гоце Делчев, кој што и потврди она што го кажа дека ова ќе биде само прв од серијата вебинари кои што ќе бидат од корист за нашите студенти. Ја мислам дека ова ќе биде корисно богами и за сите останати, бидејќи на вистина ковид пандемијата не промени тотално економијата, чувствува последици, берзанските движења, за тоа најмногу можат да говорат експертите кои што ги имаме и морам да кажам веднаш дека на вистина голема беше желбата и на професор доктор Гливор Бишев да учествува. До последен момент се обидуваше да најде можности, меѓутоа објективните причини го спречија. Се надеваме во друга прилика. И да кажем само дека практично овој вебинар го следат студентите на факултетот за туризам и бизнис логистика кои што го следат предметот меѓународни финансии и меѓународен платен промот. Прв говорник, предавач на денешниот вебинар ќе биде професор доктор Зоран Колев, заменик директор на секторот за комерцијално банкарство во ТТК банка АД Скопје и надворешен комисионер во Комисијата за харти од вредност на Република Северна Македонија. Темата на неговото предавање е 2020 година на пандемијата со COVID-19 и нејзино влијание врз берзанските случувања. Да подсетам, студентите и учесниците може да поставуваат во чет прашања кои што јас ќе ги поставам подоцна на нашите учесници. Професоре Колев, поверете. Професор, имам проблем, мислам дека треба да го вклучите микрофонот, имате проблем да го слушате. Да се обидеме. Сега исто. Да, имаме. Не ве слушаме, треба да проверите нешто со компјутерот. Еве тоа е тоа, банкарството и технологијата. Се надам дека ќе биде во ред, побидете се повторно да видиме, гледам дека сега Не, имаме одреден проблем. Доколку имаме ваков проблем, професоре, да можеме, мислам дека би можеле да се обидеме да го средите тоа со помош на ваши асистенти, а ние можеби да одиме во меѓувреме со магистар Лазе Канчев. Можеби најдобро ќе биде така, доколку вие сметате ако имате некој околу вас кој што може да го среди тоа. Се надам дека ќе биде во ред. Добро, значи очекуваме професор доктор Зоран Колев со асистенција веројатно ќе се среди се ова. Технологијата е таква, а ние ќе преминеме веднаш и на вториот предавач магистар Лазе Канчев, кој што е главен извршен директор на General Investment АД Скопје, Република Северна Македонија. Темата на неговото предавање ќе биде влијанието на ковид кризата врз пазарите на капитал. Се надам професор Колев дека ќе биде во ред во наредниот период, дека ќе се среди се ова. Професор Канчев, поведете. Да. Дали се слушаме првен? Ве слушаме, одлично, поведете. Само на почеток сакам да се заблагодарам за поканата и да ги поздравам сите учесници. Ќе дадам краток осврт за се оно што беше влијание на кризата врз пазарите на капитал минатата и почетокот на оваа година. 2020 само по себе беше доста специфична година, дури и за генерации како мојата беше година во која што немавме искуство какво што ни го приреди.
почетокот на годината беше сосема коректен. Во делот на пазарите на капитал нештата изгледаа многу нормално, особено јануари и првата недела од февруари. Активностите кои дополнително почнаа да се случуваат не беа никако предвидливи од страна на инвестицијските фондови или аналитичарите, ниту пак имавме некое чувство за се она што доаѓа. Во февруари значително се изменија нештата, корона кризата почна да се појавува во Европа, сето тоа имаше влијание врз економиите, а само по себе имаше огромно влијание врз пазарот на капитал. Некаде на почетокот од излагањето сакам да кажам дека после Втората светска војна, 2020 од економски аспект беше една од најтешките години по Втората светска војна и при тоа на некој начин сите параметри беа во црвено, има негативен предзнак. Пазарот на труд некаде околу 30% изгуби минатата година, при тоа сето тоа се рефлектираше и преку негативен раст на бруто домашниот производ на светската економија. Светската економија некаде падна за повеќе од 4% и тие два параметри нормално влијае и затварањето на економиите и на берзите, бидејќи во суштина на берзите котираат компании кои што се главни чинители на економиите. Краток осврт на берзанските индекси и оно што се случуваше изминатата година, ги земав двата, можеби најексплоатирани S&P 500, кои што во време на короната изгуби некаде околу 35%, и германскиот DAX кој што изгуби околу 40% и дојде на некои 8200 поени од претходно 13800. Владите и централните банки, Министерствата за финансии нормално ја следеат целата ситуација и делува промптно, нели во зависност од нивните финансиски можности, секоја една земја реагираше на свој начин, но од друга страна се донесуваат доста лабави мерки и во суштина се пристапи кон програма на помош на економиите. Во глобални рамки 2020 сите влади заеднички и финансиски институции импутираа околу 20 трилиарди долари во економиите се со цел задржување или одржување на бизнис, обкружувањето и активноста и намалувањето на губењето на работните места кои што следеа. Во секој случај невработеноста беше инфицирана, имаме пат на вработеноста, но со она што се направи како економска мерка, сето тоа во одредена мера се ублажи и после летото веќе, да кажем, периодот март-мај, ние како граѓани и како чинители на пазарите, како економија, станавме малку поискусни и добивме повеќе сознанија во насока на тоа како понатака. Летото веќе економиите малку почнаа да се отвараат, имавме мерки, следеше некое разлабавување, се со цел есента и зимата да бидат малку поприфатливи од економски аспект, да не се загубите толку големи во однос на она што пред се во Европа се случуваше некаде втора половина на февруари до крај на мај. Предвидувањата се дека годинава без оглед на се ќе имаме подобра година од минатата. Нормално очекувањата се дека светскиот раст на бруто домашниот производ, некој консензус кој што се случува и се споделува е дека ќе биде над 5%, тоа пред се должи на два момента. Сепак во однос на сите претходни болести, вакцината против COVID-19 се појави доста брзо. Можеби и фармацевските компании беа принудени да делуваат со сите своји ресурси, но во секој случај таа во релативно краток временски период се појави на пазарот. Мерките кои што сите ние ги почитуваме, владите, програмите кои што ги донесоа, очекуваме да имаат еден инпут кој што ќе даде раст на економијата во однос, пред се зборувам во однос на 2020 година. Така да во тој контекст она што е битно е има еден генерален консензус дека нештата одат на подобро. Во делот на политички аспект веќе изборите во Америка се минато, имаше трансфер на власта. Има добар консензус на тоа дека вакцините ќе даваат резултати и за сметка на тоа се очекува олеснување пред се на трговската војна, зголемувањето на економската размена,
преговорите со Брекзит веќе се финализира, се оно што требаше да се договори во најголема мера е решено. И така да тие се некои главни фактори кои што се на страната на позитивните очекувања во делот на економијата. Но сепак, патот обично никој пат не е толку рамен или мазен, секој пат има и некои непредвидени активности кои што треба да се земат. Оно што се јавува како негативна страна е можеби преголемата ликвидност на пазарот, која што на некој среден рок може или има очекување да донесе одредена стапка на инфлација. Изборите во Германија кои што се на повидок и на крајот денот високите проценки, односно евалуациите на компаниите кои што во моментот кои што котираат на пазарите на капитал. Така да тие се некои фактори кои што се на страната на плюси и минуси кои што реално ствараат некоја слика или очекување за пазарот на капитал оваа година. Нормално, ние до крај не можеме да предвидиме мутацијата на вирусот, во која форма ќе се одвива и во таа насока каква ќе биде низиното влијание на граѓаните. И втора работа што се јавува како проблем е и покрај тоа што имаме вакцинацијата во одредени земји оди исклучително бавно, во некои земји се уште нема вакцина, така да сето тоа на некој начин го одложува процесот на имунизација кој што е битен за враќање во некоја нормала. Така да тоа би било на кратко моето воведно излагање за се она мала ретроспектива на пазарот на капитал што се случуваше минатата година и она што е денеска моментална состојба. Само околу берзанските индекси напоменав дека во корона кризата америчкиот падна околу 15%, американскиот околу европскиот околу 20%, денеска се некои 15% плюс вредност пред корона кризата, европскиот е некаде околу или даксот околу 6-7% плюс почетокот на пандемијата, што значи дека пазарите на капитал се консолидира и се сосема во ред. Благодарам, професоре, за овој прв дел од вашето воведно излагање. Јас сега забележав нешто интересно. Секако моето прашање би било во кој сегмент од пазарот на капитал гледате најголем потенцијал согласно сегашните состојби во светската економија, бидејќи и покрај тоа што е ковид криза, нормално луѓето и вложуваат и треба да вложуваат. Дали има проблем во денешно време да се избере каде да се вложи? И една вест само да ми прокоментирате кој што сега ја забележав Кина. Од Кина пристигнуваат предупредувања дека западните финансиски пазари растат пребрзо. Еве, мислам сте ја виделе можеби и таа вест, па и коментар за овие две работи. Ќе биде интересно, верувам, за нашите учесници. Вака, да, значи евалуациите на компаниите или утврдувањето на таа нивна пазарна цена во одреден сегмент е брза, особено во технолошките компании. Наше видување е дека генерално поради дигитализација на општеството и развој на тој сегмент сепак има доста атрибути кои што на крајот денот влијае позитивно на технолошките компании. Тоа беше работата од дома, користењето на овие платформи за комуникација, трговијата, сето развојот на крајот денот, 4G, 5G, вештачката интелигенција, дата сајенсот, сето тоа влијаеше на крај за нивен можеби пребрз раст. Де факто има некој консензус дека технолошките компании во моментот доста коштаат, многу чинат и на крај се наметнува некое прашање која е идната вредност, но од друга страна па ако ние како поединци го погледнеме развојот на општеството, нашиот личен развој, начинот на кој што комуницираме, паметните уреди кои што ги имаме дома, апликациите кои што ги имаме за многу производи или услуги, едноставно детерминираат една насока. Мои лични видувања се дека да, можеби денес во моментот технолошките компании се малку скапи, но во секој случај очекувам зголемување на нивната вредност, бидејќи има доста проекти на кои што во моментот се работи, кои што можеби денеска се уште не се во фаза на комерцијално користење, а тие го преклопуваат тој сегмент на потрошувачко, односно на понуда во некои 2-3 години од денес и потрошувачка од страна на клиентите. Така да тоа е таа работа. Сега тука во делот на инвестирањето сакам да се надоврзам и на воведното излагање на проректорот, ако запамтив добро, господин Митко Џидров.
Јас би дал само надвор од темата една мала кратка анализа за она што се случува во Македонија. Во моментот имаме околу 5 милиарди евра заштеди од граѓаните и уште околу 2 милиарди од компаниите и институциите. И тоа сето не носи некаде на плюс 7 милиарди. Пазарот на капитал во моментот, споредено со тие 7 милиарди, е на нешто малку над 2%, што значи дека ние како вкупен волумен не управуваме повеќе од 160-170 милиони евра. Тоа е нормално променлива категорија и зависи од уплатите и исплатите. Регионалниот просек, значи овдека не зборувам за развиените европски земји, е околу 7%, што значи ако ние би се сакале да се споредиме со регионалните земји блиски на нас, простор за развој има. Оно што е интересно е дека за да се инвестира, првен не се потребни големи средства. Има планови за инвестирање кај што најчесто поединци вложуваат секој месец одреден износ кој што е дозволив или се вклопува во нивниот семеен буџет и се базира на основа на двоење од плата по основ на траен налог, и тие износи историски, односно аналитички што ги гледаме во нашите калкулации се од 2 до 3.000 денари месечно на некој подолг временски период. Нормално има и клиенти кои што вложуваат и поголеми износи. Оно што сакам да кажам, барем за вложување на пазар на капитал, одеднаш не ви се потребни огромни средства. Оно што фали во моментот е нивото на финансиска писменост. Тоа е многу ниско во Македонија и генерално работат само одредени институции и финансиски групи кои што можеби кај што имаат преклопување. Мислам дека тоа е основата на која што треба да се работи. Пазарот на капитал, особено сега вложувањето не како индивидуалци, бидејќи нормално индивидуалците имаат многу ограничено познавање на пазарот на капитал. Знаете, ако ние денеска разговараме за пазар на капитал и можеби утре не поканат на некој семинар врзан со медицина, претпоставувам дека освен некои лаички коментари од наша страна, нешто суштинско, барем јас не би имал што да кажам. Инвестирањето прек професионална форма на управување со средства или инвестирање во инвестициски фондови, каде што средствата ги управуваат професионалци, е многу сигурна варијанта. Во суштина, ние работиме согласно законот, парите се сигурни бидејќи се чуваат во банка чувар, која што гарантира за законитоста и начинот на управување. Имаме проспекти и статути по кои што работиме и имаме комисија како регулатор која што е еквивалент на Народната банка за банкарскиот сегмент. Што значи дека единствено нешто што на крајот денот треба клиентот да си го антиципира е степенот на ризичност кој што или толеранцијата на ризик која што сака да ја прифати и за сметка на тоа да почне да инвестира. И уште една работа сакам да додадам, ќе завршам. Инвестирањето не е место за сите пари, на никого од нас. Инвестирањето треба да биде диверсификација на заштедата или активата која што има секој од нас. Што значи тоа? Доколку ние поседуваме одредени асетс како имоти, некој од нас поседува можеби стан, куќа, кола, депозит во банка, тука некаде само треба да се додаде вложување во инвестициски фондови или вложување во акции, кои што поединецот или семејството, ако зборуваме за физички лица, треба да го направи или да размислува. Зошто? Бидејќи тоа е нешто поразлично, сосема окей, избор на добри компании кои што имаат добра дивидендна политика, корпоративно управување, историја и позиција на пазарот е релативно доста регулирана и сигурна активност. Како што кажав, единствено нешто се пазарните промени на кои што де факто не можеме да влијаеме, но имаме инструменти со кои што можеме да ги управуваме. Благодарам, професор Канчев. Мора да ви кажам дека ми се допадна една работа која што кажавте, бидејќи јас сум новинар, ние новинарите сме универзални сезнајковци или незнајковци, и ние говориме многу за медиумска писменост. Ми се допадна она што го кажавте, финансиска писменост навистина не недостасува, значи веројатно и во таа насока многу работи треба да се преземаат. Можеби и во образованието во сите степени писменоста ни е потребна и финансиската уште како. Сега кога станува збор за берзанските движења, сите ние обожаваме да гледаме филмови како Wall Street, не знам, и да гледаме што се случува таму.
Денови не се случува нешто што може би ќе се снима некој филм во иднина. GameStop случајот, раст на акции, пад на акции. Можете ли малку повеќе за овој случај кој што верувам предизвикува внимание кај оние кои што малку повеќе ја следат оваа проблематика? Да, значи понудата на пазарот на капитал е огромна. Значи на пазарот на капитал има пред се различни финансиски инструменти од типот на акции, обврзници, финансиски продукти врзани со фиксен принос, односно записи. Во друг случај има, например, малку посигурни блучип компании, има зависно од нивната капитализација, големи, средни, ниски, да не должам, но сепак има некои компании кои што имаат огромна волатилност, имаат малку повисок степен на ризичност и на крајот денот пазарот на капитал, заради тоа она што и претходно го детерминирав, првен треба да се одреди износ на средства кои што луѓето се спремни да ги инвестираат и врз основа на тоа да си утврдат степени на ризичност. Еве мала само дигресија, ние управуваме 7 фонда, на скала на ризик принос фондовите се систематизирани од единица, најнизок ризик, но и најмал принос. Тие две компоненти се комплементарни, до седмица највисок ризик, но и највисок принос. И во таа скала од 1 до 7 ние имаме фондови со единица, со четворка, со шестка, со седмица. Што значи првен треба си го профилира карактерот или типот на вложувач и што сака. Нормално, сепак како што кажав или прашањето за GameStop е доколку првен клиенти, односно инвеститори кои што немаат познавање треба да се внимателни или да побараат совет од професионалци. Таков тип на активности не се за оние пари кои што не знам, ви се за школување на дете или можеби за нов стан. Тоа е можеби одреден мал дел на износ кој што би сакале можеби да го пробат. Таа компанија се занимава со игри со видеоигри и у суштина што се случува? На пазарот на капитал во Америка е доста развиен. У суштина таму можете да позајмите акција која што ја немате, но некој друг ја има со обврска за краток временски период да му ја вратите. Идејата кај тие краткорочни продажби или short term се кога имате чувство дека пазарот намалува од вредноста, да вие позајмите една акција и ја продадете на 100 условно долари и на крајот денот дојде до 90, да ја купите, да ја вратите и да имате маргина од 10 парични единици. И сега што се случи? Хедж фондовите почнаа да позајмуваат акции и да ги продаваат се со цел очекувајќи дека вредноста на акцијата ќе се намалува. Но денес поради социјалните медиуми и расширеноста на информациите, таа нивна намера од една група на инвеститори беше на некој начин прочитана и имаше неколку активности во делот на размена информации што она се случува и што се случи. Од другата страна се јавија сите инвеститори кои што ја прозреа намерата на хедж фондовите и почнаа да ја купуваат акцијата и онда се створи инверзен тренд. Значи од некои $20 иницијална некоја цена која што беше за таа акција, порасна на 40, но за брзо време стигна скоро до $350 и тоа зборувам за 3-4 дена. И сега сите оние условно економски субјекти што позајмиле акција ја продале на 40, а мора да ја вратат на тој од кој што ја позајмиле за 2-3 дена, веќе не можеа да ја купат за 30 или $20, мора да ја купуваат по пазарна цена од 250, 300 или $350 и при тоа мора да обезбедат пари кои што ги немаа. Продаваа здрави позиции за да добијат ликвидни средства за да можат да купат акција која што ја должат на некој начин за да ја вратат. И онда дополнително внесуваа ликвидност или побарувачка за таа компанија и наместо да на крајот денот одработат за себе, одработеа за пазарот, но ги затворија позициите со огромни загуби, бидејќи цената порасна 10 пати. Сега рачунајте 10 пати кога тргувате со 10 или 100 милиони евра е сериозен износ. Значи 10-кратно претрпеле загуба и овие работи се случуваат. Историски, например, имаше некаде крајот на 90-тите, почетокот на 2000-тата, кој имаше .com активности на пазарот, кои што инвеститорите вложуваа во компании кои што беа насочени кон технолошкиот сектор, но реално немаат добра пазарна позиција, се уште на некој начин го пробиваа мразот.
Така да овие активности траат многу краток временски период, имаше после тоа огромна корекција на цената надоле. Овие работи добро е да се знаат и добро е прашањето се со цел да секој еден што решил да вложува како индивидуалец без многу познавање, да не го свати пазарот на капитал како еднонасочна улица, односно да биде внимателен. Реално сведоци сме изминатиот период на доста наслови врзани и со биткоинтот, така да ја само тука би акцентирал една внимателност и да се издвојат одредени износи кои што можат да се поднесат. Мислам, таков тип на вложување не е, како што кажав, за сите пари. Мислам, не е ни за пола пари. Тоа е нешто, доколку некој реши да го прави, да го направи со некој умерен износ, за да може да ја поднесе пазарната промена која што може да се случи. Благодарам, професоре. Интересно е во секој случај ова што го кажавте со биткоинот и слично е на сето тоа, но веројатно можеби еден вебинар треба само за тоа, бидејќи многу популарно, многу луѓе се обидуваат да вложуваат, многумина и не успеваат и губат. Ви благодарам за вашето излагање. Сега нека останете со нас и во следниот дел. Морам да кажам дека студентите кои што не слушаат, помладите генерации, они кои што ја следат проблематиката како вие, професор доктор Колев, останатите, знаат дека и многу ќе им стане јасно кога ќе кажам дека некогаш во минатото основното прашање било дали се чуваат парите во перници или се стават во банка. Сега е многу покомплексно, сосема јасно, и токму затоа корисно е вака да организираме и да слушаме вакви предавања. Професоре Колев, се надевам дека сега ќе биде се во ред и дека ќе ве слушаме со вашето излагање 2020 година на пандемија со COVID-19 и влијание врз берзанските случувања. Ајде да видиме, се надевам имаме свеќе сега. Да, ме слушате прво. Одлично, професоре. Преку мобилен зборувам, меѓутоа претпоставам дека ќе се слушнеме. Одлично е, повелете. Благодарам. Пандемијата предизвикана од коронавирусот и мерките преземени за заштита на јавното здравје има силен негативен одраз како врз глобалната, така и врз домашната економија. Со оглед на тековната епидемиолошка состојба и појавата на мутации на вирусна инфекција, која што најверојатно ќе биде присутна и во текот на оваа година, извесно е дека негативните ефекти од пандемијата ќе бидат посилно од првично очекуваните, а економското закрепнување до предкризното ниво ќе биде побавно. Макроекономските проекции и во овој циклус подлежат на исклучително висока неизвестност поврзана со претпоставките за ширење на коронавирусот, односно од изгледите за справување со него. Брзата, навремена и координирана реакција на монетарната и фискалната политика како одговор на кризата го облажи првичниот удар врз реалниот сектор, со најави за задржување на приспособливиот карактер на политиките во подолг период од претходно очекуваниот до надминување на кризната состојба. Во оваа насока се и мерките на петиот пакет на помош на владата на нашата земја, кои треба да помогнат економската активност да се обнови и да се генерираат прифатливи стапки на раст во оваа и во наредните години. Односно раст од 3,9% во 2021 година, 3,6% во 2022 година и 4% во 2023 година. Новата вирусна инфекција и преземените рестриктивни мерки за спречување на натамошно ширење на вирусот има силен неповолен ефект врз глобалната економска активност во вториот квартал од 2020 година, како во развиените, така и земјите во развој. Во еврозоната беше забележан реален годишен пат на економската активност од 14,7%. Проекциите на Меѓународниот монетарен фонд од октомври патува на пат на глобалната економска активност во 2020 година од 4,4%, додека во 2021 година се очекува закрепнување и глобални економски раст од 5,2%. Пристапувањето на нашата земја во најголемата воено-политичка алијанса во светот НАТО, како полноправна членка и добивањето на поканата за почеток на преговорите со Европската унија, представуваат најзначајни историски моменти за државата и граѓаните во поновата историја, кои пак неминовно имаат импликации на пазарот на капитал. Полноправното членство во НАТО през пазарот на капитал ќе беше многу поизразено и ќе влијаеше попозитивно врз пазарните случувања, доколку не се случеше здравствената криза во светот и кај нас. Сепак, ако се погледне целата 2020 година, имаме просечен нагорен тренд во сите пазарни параметри и покрај неизвестноста која во глобални рамки ја предизвика пандемијата.
Целокупните случувања на пазарот на хартија од вредност беа одраз на оно што се случуваше во глобални рамки и рефлексија на импулсивните реакции на инвеститорите. Пазарните параметри беа како што следи. Во вкупната пазарна капитализација на 31.12.2020 година изнесуваше 196,83 милиарди денари, што представува зголемување од 3,89% во однос на 31.12.2019 година. Покрај пандемијата која беше присутна во текот на целата 2020 година, сепак инвеститорите ги ценат домашните компании, имаат доверба во тоа што го работат и произведуваат и затоа се спремни да инвестираат во нив. Доколку се компарира по квартали во 2020 година, во првиот квартал вкупната пазарна капитализација на акции изнесуваше 156,39 милиарди денари, што представува надолно поместување од цели 15,65% во однос на четвртиот квартал од 2019 година. Во овој квартал највидливо е влијанието на пандемијата врз намалувањето на пазарната капитализација, односно намалување на вредноста на компаниите изразено преку намалена пазарна цена на нивните акции. Во вториот квартал од 2020 година вкупната пазарна капитализација на акции изнесуваше 174,74 милиарди денари, што представува нагорно поместување од 11% во однос на првиот квартал од минатата година, при што во овој квартал видливи се првите опоравувања на пазарот на хартија од вредност во првичниот шок предизвикан од неизвестноста со пандемијата. Во третиот квартал од 2020 година имаме натамошно зголемување на вкупната пазарна капитализација на акции од 4,59% во однос на вториот квартал, при што истата изнесуваше 180,46 милиарди денари, додека во четвртиот квартал имаме зголемување на вкупната пазарна капитализација од 1,5% во однос на третиот квартал, при што истата изнесуваше 183,15 милиарди денари. Што се однесува до вкупниот промет во минатата година, истиот изнесуваше 8,19 милиарда денари или некаде околу 132,88 милиони евра, што представува зголемување од 6,43% во однос на вкупниот промет остварен во 2019 година. И покрај тоа, што пазарот на хартија од вредност беше по значителни негативни ценовни притисоци поради пандемијата, тргувањето на македонската берза се одвиваше континуирано и уредно и постигна раст во услови на глобална неизвестност. Структурната анализа на прометот, одделно по видови на хартија од вредност и начинот на реализација на трансакциите, покажува дека годишниот промет од 6,43% се должи на значително зголемување на класичното тргување предизвикано исклучително од силниот раст на прометот од 48% со акции. Сепак, од компонентите на прометот, иако единствено прометот со акции забележа раст, наспроти високите двоцифрени стапки на пат на прометот со обврзници, пат од некаде приближно 21%, други хартии од вредност како што се перпетуалните обврзници од минус 34%, јавни берзански аукции од минус дури 84% и блок трансакции намалување од 17%. Тој беше доволен за ефектот на овие значителни надолни поместувања да биде целосно неутрализиран. Во структурата на прометот од класично тргување и во 2020 година продолжува да преовладува тргувањето со акции со учество дури 95,2%, додека учеството на прометот со котирани обврзници во рамките на кој во 2020 година најзастапени беа државните обврзници изнесува 4,8%. Споредено по квартали, најголем пораст на прометот имаме во првиот квартал, кој изнесуваше 4,16 милиарди денари, а представува значително зголемување од 131,31% во однос на вкупниот промет остварен во првиот квартал од 2019 година, односно зголемување од 97% споредено со последниот квартал од 2019 година. Воедно, 67% од вкупниот квартален промет е реализиран во месец март. Вкупниот промет во првиот квартал на 2020 година е најголем квартален промет од редовно тргување реализиран во последните 5 години. Според кварталната динамика, најголем дел од годишниот промет е остварен во првиот квартал од годината, како резултат на неизвестноста предизвикана од пандемијата, иако за можните ефекти врз домашната економија, така и за времетраењето на истата. Така, прометот во првиот квартал во 2020 година учествува со скоро 51% во вкупниот годишен промет, додека во 2019 година се забележува поголема дисперзираност на прометот по 4 квартали.
Во вториот, третиот и четвртиот квартал на 2020 година движењето на вкупниот промет е диспрезирано, односно се движи помеѓу 1,1 и 1,7 милиарда денари. Вкупниот број на реализирани трансакции во 2020 година изнесуваше 22.689 трансакции и представува зголемување од 20,2% во однос на 2019, што се должи пред се на динамичното тргување во првиот квартал. Наспроти ова, значителен пат од 72% се забележува кон крајот на годината. Во 2020 година, споредно со 2019 година, е зголемено учеството на странски физички лица на куповна страна, а и намалено учеството на странски правни лица и на куповни на продажна страна, што резултира со намалување на вкупното учество на странски инвеститори на куповна и на продажна страна, споредено со 2019 година, во компарација со зголемувањето на учеството на физички и правни домашни лица во текот на минатата година. Вредноста на берзанскиот индекс MB10 на последниот трговски ден од 2020 година изнесуваше 4704,85 индексни поени, што представува минимално зголемување од 1,20% во однос на неговата вредност на последниот ден на тргување во 2019 година, кога вредноста изнесувала 4648,89 индексни поени. Споредно по квартали, MB10 имаше најголем пат во првиот квартал од 2020 година од дури 22,05%, што представува најголем квартален пат во последните 10 години. Во следните 3 квартали, ценовните перформанси доведоа до квартален раст на индексот од 13,62, 8,95 и 4,9% соодветно. Вредноста на MB10 кон крајот на март во споредба со последниот ден на тргување во 2019 година речиси падна за 31%, додека од 27.3.2020, кога е постигната најниската цена на MB10, заклучно со последниот ден на тргување на 2020, порасна за 44,5%. Обновениот апетит за ризик, особено откако се појавија вести за ефикасни вакцини, најверојатно влијаеше на ваквите берзански реакции. При тоа, растот на MB10 не беше дисперзиран, туку предизвикан од вредноста на акциите на само 3 од 10 друштва кои што го сочинува MB10, а тоа се Алкалоид, Комерцијална банка и НЛБ банка. Споредно со регионалните берзански индекси, единствено MB10 на крајот на 2020 година, споредено со крајот на 2019 година, има поголема вредност за 1,20%, додека останатите берзански индекси имаа пат, и тоа Софикс за 21,23%, Кробекс пат за 13,79%, Белекс 15 пат за 6,62% и SBI Топ за 2,78%. Нето вредноста на средствата за инвестицијските фондови со кои управувале друштвата за управување на 31.12.2020 година изнесуваше 8,95 милиарди, што представува зголемување од 3,72% во однос на нето вредноста на 31.12.2019 година. Ваквото нагорно поместување од 3,72% на вкупната нето вредност на средствата на инвестицијските фондови на годишна основа главно е детерминирано од растот од скоро 22% на нето вредноста на инвестицијските фондови со кои управува Друштвото за управување со инвестицијски фондови ВФУП Фонд Менеджмент АД Скопје, како и од растот на 7% на нето вредноста на инвестицијските фондови со кои што управува Друштвото за управување со инвестицијски фондови General Investment АД Скопје. Нето вредноста на инвестицијските фондови со кои управуваат останатите друштва бележи намалување во распон од -2 до -19%. Споредно по квартали, најголем одлив на средствата од инвестицијските фондови имаше во првиот квартал од 2020 година, кога нето вредноста на средствата на инвестицијските фондови со кои управувале друштвата за управување на крајот од првиот квартал од 2020 година бележи пат од 11% наспроти четвртиот квартал од 2019 година изнесувале 7,6 милиарди денари или приближно 124 милиони евра. Најпоголемо друштво за управување со инвестицијски фондови од намалување од 11% или 988,6 милиони денари, приближно 16 милиони евра, од вкупната нето вредност во овој квартал, во првиот квартал 2020 година, е КБ Публикум Инвест АД Скопје со пат од 69%, односно 685,5
3 милиони денари, потоа ВФУП фондот менеджмент АД со 20% пат од 199,4 милиони денари и Рика фанд менеджмент со пат од 8%. Реакцијата на инвеститорите во првиот квартал е пред резултат на неизвестноста од пандемијата и повлекување на средствата од МБИ-10 фондот со кој управува КБ Публикум Инвест АД Скопје, пред се поради падот на вредноста на акциите кои го сочинуваат овој индекс. Во вториот квартал има враќање на довербата на инвеститорите и драстично зголемување на нето вредноста на средствата на инвестициските фондови, кои на 30 јуни 2020 година изнесувале 9,4 милиарди денари, што е зголемување од 23% во однос на вредноста постигната на 31 март 2020 година, како и зголемување од 9% во однос на нето вредноста на 31 декември 2019 година. Имајќи предвид дека во првиот квартал бевме сведоци на голема здравствена и економска неизвестност, која силно влијаеше на сите светски пазари и предизвика силна волатилност и во средствата под управување во отворени инвестициски фондови, во вториот квартал е евидентно стабилизирање и раст на домашната фондовска индустрија. При тоа, растот на повеќето светски берзи позитивно влијаеше на домашните инвеститори да ги вложат своите средства во домашни акцијски фондови, како и на стабилизирање на приливот на средства во паричните фондови. Последователно, во месец јуни 2020 година е забележен и историски највисока сума на средства под управување, кој изнесуваше 10,4 милиарди денари. Во третиот и четвртиот квартал, нето вредноста на средствата на инвестициите фондови со кои управувале друштвата на 30 септември изнесувала 9,28 милиарди денари, а на крајот на годината 8,9 милиарди денари. Во 2020 година вкупната вредност на одобрени 8 емисии на акции, од кои што 7 по пат на приватна понуда, 1 по пат на јавна понуда, изнесуваше 2,1 милиарда денари, односно 34,8 милиони евра. Одобрениот износ на емисии на акции во 2020 година бележи намалување од 30,62% во однос на 2019 година, како и намалување од 11,37% во однос на 2018 година. Имено, во 2019 година беа одобрени 11 емисии на акции во вкупна вредност од 3,1 милиарда денари, односно 50,4 милиони евра. Во текот на 2020 година Комисијата за хартија од вредност одобри 3 понуди за преземање на акционерски друштва, и тоа: понуда за преземање на Агроплод АД Ресен, дадена од прехранбената индустрија Свис Лион ДО Скопје. Понудата се однесуваше на 8364 обични акции со право на глас, кои представуваат 31,59% од основната главнина на друштвото, а преземачот се обврза да ги откупи акциите по цена од 13.530 денари по акција. Понуда за преземање на фабрика Карпош АД Скопје, дадена од Градежниот институт Македонија АД Скопје. Понудата се однесуваше на 63.892 обични акции со право на глас, кои представуваат 21,36% од основната главнина на друштвото, а преземачот се обврза да ги откупи акциите по цена од 470 денари по акција, и понуда за преземање на Либерти АД Скопје, дадено од Либерти Холдко Галати Скопје Лимитед од Лондон, Обединето кралство, која понуда се однесуваше на 2.227.750 обични акции со право на глас по цена од 40 денари. Пандемијата и прогласената вонредна состојба во државата наметнаа специфични услови и околности кои за Комисијата за хартија од вредност беа сериозен предизвик и тест за проверка на својата функционалност и оперативност за непрекинато и непречено работење со оптимален капацитет. Свесна за комплексноста и сериозноста на моменталната состојба и проблемите со кои се соочуваме како резултат на пандемијата, подпирајќи се на својата институционална зрелост и капацитет, Комисијата за хартија од вредност ги презема сите неопходни институционални мерки, но препорача и побара преземање соодветни активности од страна на сите учесници на пазарот на хартија од вредност, прилагодени на моменталната многу неповолна состојба и предизвиците кои дојдоа со неа. Прилагодувањето на работењето во вонредна состојба Комисијата го започна и го спроведе и во сопствените редови, при што се донесе деловник за измена на деловникот за работа со која се овозможи одржување на седници на Комисијата оддалечена, со што постигна поголема ефикасност и можност за брзо и навремено реагирање во случај на вонредни ситуации предизвикани од новонастанатата состојба, одлука за континуитет во работењето, па така своето работење соодветно го модификува и го прилагоди на актуелната состојба, со што детално се регулира нормалното функционирање на институцијата во случај на појава на заразени вработени.
Политика за користење на преносливи уреди и работа од дистанца, со која се уреди начинот за користење на IT опрема во сопственост на комисијата во случај на користење на истата од далечина и наредба за постапување на вработените при одржување на состаноци во деловните простори на комисијата и одржување на хигиена со цел намалување на ризикот од заразување со вирусот. Во делот на транспарентноста, комисијата препорача акционерските друштва да ја исполнуваат обврската за транспарентност и да ги обелоденат своите планови, а да го модифицираат вообичајното планирање за одржување на годишни собранија на акционери, да се разгледа опцијата за виртуелно одржување на собранието или пак учество по пат на писмена кореспонденција. Врз основа на повикот на комисијата, заклучно со јуни 2020 година, од одржаните 85 собранија на акционери, акционерите од 23 друштва, односно 27% од друштвата што одржаа собранија на акционери во првото шестомесечје од годината, има можност да гласат со кореспонденција без физичко присуство на собранието на акционери. Исто така, комисијата ги повика друштвата да извршат дополнително обелоденување на информации за влијанието на пандемијата на работењето на друштвото, така што 93 друштва, чии харти од едност котираат на берзата, ја известија јавноста за очекуваното влијание на пандемијата на работењето на друштвата. Во оваа насока, комисијата ги повика инвеститорите на берзата и во инвестицијските фондови своите одлуки да ги носат рационално и базирано на релевантни и проверени информации кои се објавени преку официјалните канали. Во насока на современата предпазливост при носење на одлуки за инвестирање, комисијата изготви извештај за транспарентност на акционерските друштва за период јануари-јуни 2020 година, со цел јавноста да добие дополнителни информации за деловното работење на друштвата и целосна слика за нивното функционирање заради одлучување базирано на реални бројки и факти. Исто, комисијата подготви вонреден 4-месечен извештај за период јануари-април 2020 година, во која даде целосна слика за функционирањето на пазарот на капитал во првите моменти на кризата предизвикани од пандемијата со цел да се влијае врз намалување на притисокот врз пазарот на капитал, да се придонесе за намалување на одливот на средства од инвеститорите. Во делот на тргувањето на берзата во 2020 година, Комисијата за хартија од вредност вршеше секојдневен мониторинг на тргувањето со хартија од вредност и имаше проактивна улога при промените на дневните ценовни ограничувања и во введување на новиот механизам за автоматско временно прекинување со тргување, кој за прв пат се активира на македонската берза, се со цел брзанското тргување да се одвива редовно и уредно, односно да се контролира тргувањето во паника. Автоматското временно прекинување на тргувањето со сите хартии од вредност, односно на ниво на цел пазар, кога индексот MBI10 ќе се промени за повеќе од 70% од важечките статистички лимити, беше системско решение во тргувањето со хартии од вредност во посебни околности со кое се возможи поголема временски простор за соодветна реакција на инвеститорите при произразени флуктуации на индексот MBI10. Истото во текот на март беше активирано 4 пати за само 14 трговски дена. Во април немаше автоматско времено прекинување на тргувањето, што значи дека немаше ниту позитивни, ниту негативни шокови кои изнудуваат активирање на системот прекинувач во тргувањето на берзата. Исто така, во функција на стабилизирање на ценовните флуктуации од 17.3.2020 до 26.3.2020 година, ценовните ограничувања при тргувањето, статички и динамички лимити, се намалија за 50% и тоа. Статичките лимити, кои претходно изнесуваа плюс-минус 10%, со новите измени во правилата изнесуваа плюс-минус 5% за хартија од вредност, кои се во режим на континуирано тргување, додека динамичките лимити, кои претходно изнесуваа плюс-минус 3%, по промената изнесуваа плюс-минус 1,5%. Професор доктор Колев, ви благодарам за овој дел. Говоревте за делот кој што се однесува на конкретното влијание минатата година, кој што е, за жал и оваа започна така и веројатно економијата ќе се соочи со предизвиците на COVID-19. Меѓутоа, дали можеме да се свртиме наназад околу овој индекс на македонската берза, дали тој успеа да се врати на нивото по онаа криза од сега веќе релативно далечните 2007-2008, бидејќи сега се говори за ова, меѓутоа и тој дел веројатно е интересен од една таква дистанца да се погледне на оваа тема. Видете, значи кога се воведе македонскиот берзарски индекс 10, неговата почетна вредност нормално изнесуваше 1000 индексни поени. Историски најголема вредност беше на 31 август 2007 година, кога изнесуваше 10.057,77 индексни поени. За сега да изнесува некаде под
5000, значи 4990, значи некаде 50% од пикот што го остварил на 31 август 2007 година. Ако го земеме пример лондонскиот индекс ФТС е 100, каде што во 2007 година изнесуваше некаде околу 6450 и нешто индексни поени, на крајот на 2020 изнесуваше 6400 за 4 индексни поени поголем. Значи си ја врати својата вредност. За разлика од кај нас, што сме некаде на 50% од тој пик. Меѓутоа интересно, нашиот индекс е малку интересен затоа што и покрај тоа што покажува 50% од максималната вредност, 3 акции, а тоа се акциите на НЛБ банка, Комерцијална банка и Алколит, не само што ги надмина пикот, некои дури и ги зголемија. Например, Комерцијална банка изнесуваше некаде околу 7500 денари по акција во август 2007 година. За сега пред една недела да изнесуваше да цената негова дојде до 8200 па дури до 8400 по акција. Алкалоид од 12.000 во 2007 година да дојде сега 12-14.000 по акција. Тука победник нормално е акцијата на Тутунска банка, каде што тогаш изнесуваше околу 12.000, а минатата недела достигна цена од 20.000 денари. Така да претпоставувам дека овие три акции се највизибилни на македонската берза за хартија од вредност. Цената сега е малце прашање за размислување, дали резултат на фундаменталното зголемување на вредноста на овие три акции или поради тоа што одредени акционери или фондови или поголеми компании веруваат во овие компании, во овие три компании, инвестираат и прават одредени активности, дури и цената да не се намали во голем процент. Така и се разбира уште едно прашање кое што се однесува на една активност која што минатата година покрај тоа што беше COVID-19 беше организирана. Која е целта и како помина инвеститорскиот ден во 2020 година? Што е поентата на ваков настан и како сте задоволни од ефектите од него? Видете, инвеститорскиот ден кој инициираше берзата на 18 септември по повод на обележувањето на 25 години од нејзиното основачко собрание, а иницијативата ја прифати Централниот депозитар за хартија од вредност, 8 од 10 членки на берзата. Истата доби подршки од Комисијата за хартија од вредност. На инвеститорскиот ден на берзата се случија вкупно 339 трансакции, што е убедливо најголем број на трансакции од јуни до септември 2020 година. Вториот најголем број на трансакции на дневно ниво во овој период е 169, а просечниот дневен број на трансакции изнесува 62 трансакции. Вкупниот промет од тргувањето во бесистемот надмина 1 милион евра, односно изнесуваше повеќе од 63 милиони денари, што е пораст од 4 пати во споредба со просечниот дневен промет во бес во последниот квартал, каде што изнесуваше 15,3 милиони денари. Воедно, во бесистемот на тој ден беа внесени вкупно 620 налози за тргување, што е втор најголем број на внесени налози во текот на 2020 година. Дополнително, од податоците во Централниот депозитар за хартија од вредност покажуваат дека голем пораст на број на новоотворени сметки за хартија од вредност по најавата за одржување на инвеститорскиот ден, односно за една седмица беа отворени, пазите податок, над 50 сметки во Централниот депозитар, што значи дека тоа се инвеститори кои никогаш претходно не тргувале за берзата. За споредба, просечниот број на новоотворени сметки во Централниот депозитар во еден квартал изнесува 73 сметки, а само на тој ден се отворени 50 сметки. Сите овие показатели потврдуваат дека иницијативата инвеститорски ден, на кој домашните физички лица имаа можност да тргуваат со акции на сите пазарни сегменти, без да ги платат провизиите кон берзата, Централниот депозитар и овластените пазарни учесници, во изnos на промет до 10.000 евра, е моќна алатка за промоција на инвестирање во македонски акции и затоа се надевам дека овој настан ќе стане традиција на македонскиот пазар на хартија од вредност. Благодарам, професор Колев. Значи, еден пример кој што веројатно ќе покаже и во иднина независно од ковид кризата и нејзино завршување, се надам секако ќе има успеси и во и ефекти во нормално, да го наречеме време, макар што веќе се навикнавме да не знаеме што е нормално, што не е во оваа ковид криза. Да кажам само дека на крајот ќе може да се вклучат и останатите учесници кои имаат своји коментари.
Нам ни преостана и студентите ќе може да постават прашања во чет. Нам ни преостана само уште излагањето на професор доктор Татјана Бошков, декан на Факултетот за туризам и бизнис логистика на Универзитетот Гоце Делчев, кој што е организатор и иницијатор заедно со Универзитетот Гоце Делчев на овој вебинар. Темата е динамиката на економскиот раст и финансискиот сектор во време на COVID-19, подобри изгледи за финансирање или стратегии за спас. Дека ќе povedете. Да благодарам за дадениот збор и секако најпрвен сакам да укажам голема благодарност и поддршката која што ја добивме од нашиот проектор за настава, професор доктор Мишко Джидров, и се разбира голема благодарност за одвоеното време и навистина одличните излагања и лекции кои што се добри да ги слушнеме сите ние. Вследствие на фокусот на мојата тема, најпрво ќе направам една ретроспектива на периодот од пандемијата и нарушувањата кои што ги бележеше светската економија и секако ќе се осврнеме на финансискиот сектор, посебно кај земјите од Западен Балкан. Се разбира кои би биле нашите тактики кога се во прашање инвестирањето и профитот, во најмала рака ублажување на влијанието од коронавирусот. Именно сите знаеме дека глобалната слика едноставно прикажа целогодишни рецесии, посебно кај земјите од Г7 и сите Г20, освен Кина, со глобален раст кој што претходно бележеше од 2,3%, а сега имаме контракција од 5%. Исто така сме сведоци дека динамиката на закрепнувањето зависеше и зависи од локалните блокади, сомнежите околу имунитетот, затворањето и така натаму. Проценките говорат дека еден месец заклучувањето кој што се случува во Франција се проценува дека го намалува годишниот раст од 3% поени. Се разбира, исклучок од ова не е глобалната трговија, бидејќи сето ова е така мрежно поврзано и сите тие нарушувања се прелеваат, така што и глобалната трговија едноставно бележеше сериозни нарушувања во текот на 2020 година. И може би логично би било прашањето колкав е патот кој треба да се изоди за да се закрепне од оваа ситуација. Прогнозите укажуваат дека навистина е долг. Колку долг покажуваат бројките, велат дека ако ги земеме земјите од Г7 и кога тие ќе го постигнат барем нивото на реалниот бруто домашен производ кој што го имале во 2019 година, за Италија е дека тоа би го постигнала во 2024 година во четвртиот квартал, за Англија во 2023 година во третиот квартал, Франција, Германија и САД во 2022 година, од која што Франција во четвртиот квартал, Германија во вториот квартал и исто така ќе спомнам Америка во третиот квартал од 2022 година. Како што спомнав, Кина беше прва погодена од оваа епидемија. Едноставно тој масивен пат на индустријската активност и инвестициите се случија во периодот од јануари-февруари 2020 година, а кај опоровувањето започна од вториот квартал 2020 па се навам. Нема очекување да има прекини во Кина, а после неа како можни подобрувања и постигање на тие реални нивоа на бруто домашниот производ е Индонезија, која што би требало да го постигне во третиот квартал од оваа година, како и Јужна Кореја во четвртиот квартал од 2021 година. Моите претходници исто спомнаа дека навистина оваа криза е различна од кризата која што беше својствена за 2008 и 2009 година. Беа објавени масивни планови за фискално трошење за да се одржуваат економиите и некако овој масивен стимул ги смири пазарите. Но она што се случуваше во Европската унија и кои се прогнозите за истата и за здравувањето е дека понатамошните ограничувања кои што ги гледавме во 2020 година се присутни во 2021 година и прогнозите се дека реалниот бруто домашен производ нема да се опорави целосно до крајот на 2022 година. Па кои би биле промените кои што пандемијата ги направи и како ние треба да се справиме од аспект на дисперзираното инвестирање кога е во прашање производството. На прв удар беа токму кои се предизвиците од аспект на локацијата на производство. И тука најголем пример беше текстилниот сектор. Бидејќи овој тренд го наметна COVID-19, каде што компании се преместуваат своите сектори кои што беа поттикнати токму од блокирањето и затворањето на фабриките што произлегува од коронавирусот. И она што секаде се
во сите пори се бележеше како една карактеристика е барањето на еластичноста. Значи, во производството глобалните компании бараат да градат еластичност, а исто тоа се случуваше и на пазарите на капитал. Но мултинационалните компании постојано се во чекор и бараат решенија, впрочем како сите субјекти кои што бараме решенија како да се справиме со сите овие дејанија кои што ги нанесе коронавирусот, што значи ние постојано одиме од некој чекор, а тоа е планирање на некој си сценарио. Зошто? Бидејќи сите сакаме да го ограничиме лошото влијание и деловните субјекти нормално е да размислуваат стоките, да се поклопат, значи со пазарите во време кога можностите за потрошувачка се најголеми. Она што беше најатрактивно, па дури се јави исто така во сите делови на економијата е дигитализацијата. Дигитализација на деловни модели, каде што се покажа дека колку е битна електронската трговија, колку им беше и се уште и повеќе ќе им биде битно на бизнисите да го подобрат своето присуство на интернет. Значи, постојано сме во некои тактики и стратегии како да излеземе од сето ова криза. Едно од трајните влијанија кои што верувам дека ќе остане во COVID-19 е компаниите, па и сите други институции, фокусот да биде на ризикот, особено кога станува збор за инвестирањето. Веќе ги спомнав дигиталните можности и што се тие овозможија, какви движења овозможија во индустријата. Морам да кажам дека тоа беа клучни, дека ги имаше во здравството, во производството, во логистиката, па се разбира нели имавме со оглед на случувањата мапирање и следење на потенцијалната трансмисија на епидемијата по градовите. И ако ги следиме тие дигитални можности според анализите кои што се даваат по индустрија во 2021 година, де факто заклучуваме дека пандемијата ја забрза иновативноста, ги промени навиките на потрошувачите и тоа секако е својствено за телекомуникациите како cloud computing, здравството, апликациите за дигитално здравство, финансиските услуги, финтекот, малопродажбата, каде што веќе ја спомнавме електронската трговија, па дури и во автомобилската индустрија, каде што производителите на автомобили постојано се надградуваат како тие да продрат до таа онлайн продажба. Што се однесува и до монетарниот фонд од јануари 2021 година, дава некои согледувања за растот на светската економија и тие се по поволни во споредба со октомвриските проекции кои што ги има од 2020 година и сето ова е резултат на одобрувањето повеќе вакцини за употреба и почетокот на вакцинацијата во дел од развиените земји, но сепак се постојано велиме дека постои една висока неизвестност, како и ризиците кои што се главно поврзани со развојот на пандемијата и на некој начин имаме нагорен и надолен ризик. Нагорниот ризик за глобален раст секогаш се поврзува со поуспешно управување со пандемијата, но од друга страна имаме и надолни ризици каде што се вбројуваат повторно забрзано ширење на заразата, евентуално воведување значително построги мерки за справување со вирусот, очекуваното и така натаму. Во однос на економските движења во еврозоната, сакам да кажам дека првите објавени процени за бруто домашниот производ за четвртиот квартал покажуваат реален годишен пад на економијата од 5,1%, со што за цела година е остварен економски пад од 6,8%. Анкетните истражувања кои што се направени кај домаќинствата и предпријатијата за јануари 2021 година и понатаму упатуваат на тамошен пред на годишен пад и во првиот квартал на 2021 година, каде што имаме продолжени рестриктивни мерки за спречување на ширењето на вториот бран на пандемијата. Секако тука ќе ја спомнам Германија како наш најзначаен трговски партнер, дека во последното 3 месече на 2020 година забележа реално годишно намалување на економската активност за 3,9%, додека целата година нејзиниот пат изнесува за 5%. Кога зборуваме за макроекономските показатели од домашната економија,
се јавуваат позначални одстапувања во одделните сегменти на економијата, така што податоците за овој период во просек покажуваат понатамошно забавување на годишниот пат на индустријата и на прометот на вкупната трговија и забрзување на раст во градежништвото, но се уште имаме неповолни движења кај прометот во угостителството. Во однос на промените кај потрошувачките цени, остварената годишна стапка на инфлација во јануари 2021 е од 1,9%. Она што се укажува е брзото закрепнување на таа вкупна надворешна трговска размена во втората половина на 2020 година, така што динамички гледано кај нас најголемиот удар врз извозот беше како последица на пандемијата и е сконцентриран во второто тромесечје со пат од 35,7% на годишна основа, но веќе во третиот квартал во услови на привремено стабилизирање на состојбата со пандемијата, постепено имавме олабавување на мерките што веќе го спомна колегите во нивното излагање. Она што исто така е добро да се земе во предвид е да се дадат некои белешки и значењето кој што го има финансискиот сектор, бидејќи да, тој е ранлив, да, треба да се облажува таа состојба и да ги разгледуваме кои се опции на политики кои што треба да се водат. Како што спомна, финансискиот сектор може да направи многу за облажување на влијанијата и тоа го имаме преку обезбедување финансирање за премостување и преку преструктурирање на заемите за фирмите што можат да опстанат, за да им помогне да ги облажат сите овие влијанија, да усвојат оперативно обкружување и на крајот се разбира да придонесат самите тие во фазата на закрепнување. Што се однесува до ранливоста, како сектор, сите овие ранливости кои што се појавија имаат поголемо влијание врз пазарите во раст, како што е Западен Балкан, чии финансиски системи се помалку подготвени за пребродување на шоковите. Така што де факто зборуваме за еден продолжен финансиски стрес кој што ќе бара мерки за спречување на трупањето на ризиците кои што се однесуваат на финансиската стабилност. Иако во регионот почна постепено облажување на мерките за ограничување домаќинствата, фирмите, најмногу на удар беа малите и средни претпријатија кои се соочуваат со огромен пат и се соочуваат со огромен пат на приходите, значи нарушување имаме на синџирите на снабдување, имаме построги услови за кредитирање, криза на ликвидност и сето тоа предизвикува одложување на испораките, но секако и на исплатите и имавме исто така доста загуби на работни места, а на крајот и затварање на фирмите. Помала профитабилност, понизок квалитет на средствата и падот на растот на кредитирањето мора да се анализираат, бидејќи може да бидат втор удар на ефекти врз реалната економија и да ја загрозат финансиската стабилност. Така што нарушувањата поради недостигот на кадар во финансиските индустрии, во регулативните агенции може да влијат врз давањето на добри финансиски услуги и таа нагласена несигурност како избегнување на ризикот кај инвеститорите може да ги зголеми трошоците за финансирање како на надворешните, така и на локалните пазари на капитал. Каква е сликата на финансискиот сектор во Западен Балкан? Напуштањето на кредитирањето изразено во евра напредува бавно, но стабилно, а износот на отворени кредити во странски валути е во опсек од 41% од вкупните кредити во нашата земја, до скоро 70% во Србија. Но истовремено треба да знаеме, односно ние тој се разбира, го знаеме дека земјите од Западен Балкан имаат се пред се мали отворени економии со банкарски сектори во кои што доминираат странци и на тој начин не прави ранливи од надворешни шокови. Во однос на ранливоста која веќе ја спомнав, да, постојат канали низ кои што ова влијание навлегува оваа криза и сето тоа зависи од како овој сектор ќе успее да ги облажи овие ризици, бидејќи она што дел ќе го споменам и ќе се надоврзам на колегите претходно во нивните излагања дека во март беше забележан одлив на портфолио инвестиции од Европа во развој во износ од 4,8 милијарди американски долари, од кои што 3,3 милијарди американски долари се одлив на актива, а 1,4 милијарди американски долари беа одлив на долг. Едноставно, пандемијата на COVID-19 предизвика и тешки шокови на пазарот на хартија од вредност
доноса, намалување на вредноста на европската актива за 10%, намалување на СИ-500 за дури 25% од врвот на почетокот на февруари. Исто така во регионот ќе спомнам Белекс 15 кој загуби околу 15% од вредноста на незиниот врв во февруари и МБ10 кој загуби околу 20%. Значи финансиските врски особено со Европската унија добија на значење и сето тој како резултат на таа интеграција на финансиските пазари на Западен Балкан и се разбира имаме прекогранична изложеност на финансиските индустрии кои што ги прави земјите ранливи баш од тоа споменатото прелевање од другите делови во регионот. Исто така сме регион кој што многу се подпира и на приливот на дознаки. Значи речиси 10% од бруто домашниот производ во 2018 година, што е тешко погоден како дел од кризата. Органите во финансискиот сектор во регионот веќе направија чекори за ограничување на економските последици, за одржување на финансиската стабилност, така што ќе спомнам дека регулативните и супервизорските органи во Албанија, Босна, Херцеговина, Косово, Црна Гора, Србија воведоа регулативни мерки за воздржување, како што се мораториуми на отплатата на кредити, промени на класификациите на кредитниот ризик, како и нашата централна банка го продолжи бројот на денови на неплаќање по кои кредитот се смета за нефункционален, а дури Албанија, Босна, Херцеговина и Црна Гора супервизорските органи ја суспендираа и исплатата на дивиденди и бонуси во банките. Еден интересен момент што може да го споменеме е залагањето на Европската комисија, кој што на еден настан одржан на 6 октомври 2020 година презентира еден економски инвестициски план за Западен Балкан, поттикнат токму од нарушувањата кои што COVID-19 ги направи за Западен Балкан и целта е да се поттикне долгорочно економско закрепнување на регионот, да се подигне регионална економска интеграција и целта е да се поддржи зелена и дигитална транзиција на Западен Балкан, и кои што треба да го поттикнат спроведувањето на реформите кои што се потребни да се придвижиме по патот на Европската унија. Во секој случај, ваквата состојба веќе рековме влијае на економиите, на намалувањето на бројот на вработени. Најчесто тоа беа вработените со договор на дело, а потоа и постојаните вработени, така што би се очекувало дополнително да има негативен ефект преку помалку средства за потрошувачка за луѓето, што би довело и до помали приходи и добавки на компаниите. И како година, да, таа е критична за многу компании, но позитивната страна од вложувањето во големи мултинационални компании со добри кредитни рейтинзи и долга историја на постоење е всушност оно оправдување дека од тие компании можеме и најмногу да очекуваме дека ќе ја пребродат и ја пребродуваат оваа криза и на долг рок се оние субјекти кои што ќе испорачаат задоволнителни резултати за инвеститорите. Во однос на нашата земја, исто така се подготвуваат повеќе законски решенија од областа на пазарот за капитал. Значи се прават стратегии за развојот на пазарот, со кои што ќе бидат утврдени приоритетите на тој пазар, реформи кои што ќе создадат услови за развој на нови производи и услуги на финансискиот сектор. Целта е да се обезбеди повисоко ниво на стабилност на пазарот, да се зајакнат овластувањата на надзорните органи и се разбира да се понуди подобра заштита и на инвеститорите од една страна, но и на сите учесници на пазарот од друга страна. Во периодот јануари-ноември 2020 година обемот на тргување на берзата е зголемен за 11%, што во најголем дел се должи на класичното тргување со опциите, кој што е зголемено за 58,4% во однос на истиот период од 2019 година, така што овој зголемен обем на тргување може да се потврди преку просечниот број на трансакции кој што е зголемен за 25,3% и преку вредноста на просечниот дневен промет кој што е зголемена за 50,9%. Би спомнала и нешто за инвестицијските фондови, иако навистина беше се така добро опфатено.
Но еве ја ќе спомнам Индија, која што во минатата година лансирала повеќе производи со низок или занемарлив кредитен ризик за решавање на загриженоста на инвеститорите, и инвеститорите всушност се фокусираа најповеќе на оние основни работи: ребаланс на портфолио, распределба на средствата. На тој начин сите овие примери го преживеа падот на пазарот со добри позиции. Така што оној тренд на да се бара еластичноста, да, беше и тука и својствена и за оваа земја. Во однос на дигиталните иновации, инвестициите преку дигиталните платформи за управување, како што се Ковера, Growth, Paidmoney, исто така растат, но се смета дека дури оние традиционалните се подеднакво агресивни за дигитализацијата. Овие собственици, односно извршните директори на Ковера велат дека на прашањето што оно што треба да се направи пак во 2021 година, велат држите се до основните принципи на распределба на средствата и ребалансирајте го вашето портфолио кога тоа е потребно. Јас би завршила со тоа дека COVID-19 навистина имаше секаде и има се уште импликации и во секторот на банкарство и кај пазарите на капитал. Фактот дека треба да се одржува таа деловна и оперативна отпорност и покрај ефектите врз страната на понудата и побарувачката, да, COVID-19 ги потреси и финансиските пазари, иако сме сведоци дека централните банки широм светот веќе проактивно интервенираа за да ги смират пазарите. Значи ја покажаа таа посветеност на користење на сите можни мерки. Пример во првите потек по рецесијата во 2008 година, федералните резерви на САД ја намалија стапката на федералните фондови за 50 основни поени. Исто така таа активно интервенираше на пазарот на репо за да додаде дополнителна вредност. Народната банка на Кина изфрли ликвидност од над 240 милиарди американски долари во финансискиот систем како противмерка на вирусот. Исто така би ги спомнала и Банката на Англија и Европската централна банка, кои што навистина објавија разни планови за борба против COVID-19, но како што се развива ситуацијата, едноставно повеќе активности може да бидат попотребни, да кажам, од централните банки, секако регулаторите, владите, и сето ова подразбир, односно наметнува една брза координација како на национално, така и на меѓународно ниво. Некои регулатори, како што се Комисијата за хартија од вредност, пример еве на САД, проактивно доделија улеснување за регулаторното финансиско известување на компаниите кои што се погодени од COVID-19 и надвор од оперативните активности што веќе се во тек, банките и пазарите на капитал мора да останат хипервидливи. Се разбира, сите превземени активности ќе зависат и од специфичниот контекст на организацијата, од околностите поблиски каде што се наоѓа истата, изложеноста на вирусот, но организацијските приоритети се оние кои што можат драстично да се променат во завис од тоа како се развива ситуацијата. Така што верувам дека долгорочните импликации на COVID-19 за финансиските пазари и пазарите на капитал не ги знаеме, но кога ќе се врати таа нормалност која што сите ја посакуваме, дека банките и фирмите како и пазарите на капитал ќе научат и веќе учат многу лекции, и тие ќе бидат оние кои што најдобро ќе кажат како треба да се задржи и да се одржи таа оперативна еластичност. Можеби како би се соочувале со некои идни пандемии или евентуално како да се дизајнира нов оперативен модел, како што се наизменични работни аранжмани и можеби да се забрза таа миграција кон дигиталните канали и кон поврзаноста. Едноставно, човекот и човечката природа е секогаш во насока да не се откаже и да го најде, да трага по своето решение и да преживее. Ви благодарам за времето. Благодарам дека се враќаме при крајот на нашиот денешен вебинар. Морам да кажам дека темата на која што требаше да говори професор доктор Григор Бишев беше кривата на принос на хартиите од вредност. Се надеваме дека во некоја наредна прилика ќе го имаме Бишев со нас и дека ќе имаме уште вакви настани.
може било кој од предавачите, учесниците да се вклучи со свој коментар евентуално на она што досега го говоревме. Веќе имам и две прашања за професор доктор Татјана Бошков, деканката на Факултетот за туризам и бизнес логистика, но доколку некој има прво од нашите предавачи нешто да додаде, а можеби ќе може и да има коментари на прашањата од наши два студенти. Во меѓувреме, ајде, оние кои што се во приказната биткоини, да им кажам дека денеска бележи значителен пад, цената на најпознатата криптовалута околу 11 часот се движеше околу $47,100. Ајде, професор Камчев, се покажува нели дека треба да се следи, треба внимателно и дека тоа вложување, богами, не е едноставно и не е баш така. Ќе вложите и ќе чекате да расте, така? Волатилен е пазар, да. Така. Еве, јас мислам дека можам да ги поставам овие две прашања од нашите студенти, па професор доктор Бошков може да одговори, иако слушнав дека нешто веќе спомена во своето излагање, а доколку некој друг смета дека може да одговори, нека повели. Александар Петров, наш студент, вели како финансискиот сектор може да помогне во убlažувањето на влијанието на COVID-19 врз реалната економија. Благодарам за прашањето. Да, тоа го потенцирав, но нели во интерес на времето не одев во сите детали. Значи, да, финансискиот сектор може да направи тоа многу во однос на облажувањето на влијанието на COVID-19 врз реалната економија. Во овој случај мислам на банкарското финансирање за премостување и преструктурирање на кредитите за солидните заемопримачи кои имаат недостиг од готовина, може да им помогне да го облажат влијанието на кризата, да усвојат ново оперативно обкружување и евентуално да донесат во фазата, да придонесат, се разбира, во фазата на закрепнување. Овде кредитните линии и делумните кредитни гаранции може да обезбедат дополнително финансирање за да одржат и да се одржат сите тие перспективни предпријатија, да се обнови текот на кредитите, да се поттикнат инвестициите и во фазата на закрепнување, мислејќи на извозниците и фирмите кои што се интегрирани нели во синџирите на станување, исто така ќе имаат корист од ова прилагодено финансирање на извозот, факторинг, механизми за осигурување на кредитите, а мерките во финансискиот сектор за поддршка на економијата треба да бидат широки, треба да бидат транспарентни и да бидат брзи со истовремено водење сметка за грижите на финансиската стабилност. Кога имаме воредни мерки, мислам дека тука мора да бидеме предпазливи во смисла или во насока тие да бидат временски ограничени, но и да имаме јасни излезни стратегии. Прудентните мерки можат разумно да создадат капитален простор за банките и да продолжат тие со кредитирањето. Тоа може да се направи преку ослободување на контрациклични капитални бафери, ослободување на баферот за резерви и привремена забрана за исплата на бонуси на раководители, исплата на дивиденти или откуп на сопствени акции. Така што земјите исто така може да воведат и регулативни мерки за воздржување, како што се привремени, добро насочени мораториуми на отплата на кредити. Други мерки, како на пример особено замрзнувањето на класификацијата и резервациите, би можеле брзо да им создадат сериозни ризици на банките, како и на корисниците, а со тоа одговорот на супервизијата да стане уште попредизвикувачки, освен ако тие не се привремени или внимателно не се следени. Повторно ќе го спомнам оној финансиски стрес кој што постојано продолжува, никогаш понагласа, никогаш не толку, но да, постојано тој е присутен и тој бара мерка за спречување на таложење на ризици по финансиската стабилност. Централните банки, супервизорските органи, значи дека ќе бара и ќе се наметне потреба од нив да поинтензивно ја следат финансиската состојба, особено трендовите на кредитирањето, ликвидноста, за да се спречи вториот брав влијание врз економијата и да се поддржи финансиската стабилност. Критично ќе бидат да се изградат рамки за макропрудентна, стечена и финансиска безбедносна мрежа, со што ќе може брзо да се разрешат проблемите на фирмите во криза и брзо да се помогне да се ублажат исплаќањата што дефинитивно ја уништуваат вредноста низ синџирите на снабдување, да се ослободи тој финансиски стрес и да се одржи текот на кредити, со сето ова да всушност се даде таа поддршка кон реалната економија. Благодарам, инаку имаат студенти го поддржуваат одржувањето на вакви вебинари, дека треба да се положи во иднина.
Имаме прашање и од наша слушателка Катерина Манчова, која што пак во врска со каналите преку кои финансиските системи можат да станат ранливи. Верувам говоревте и за ова, значи да се појаснат малку тие канали преку кои може да станат ранливи финансиските системи. Да, постојат неколку канали, всушност генерално тоа се 4 главни канали кои што ќе ги објасниме, меѓутоа кога ќе ги слушнат тие 4 ризици, верувам дека ќе се потсетат и ќе им стане јасно. Имено првиот е пазарниот ризик, именно акутните промени на чувствата на инвеститорите заедно со зголемината несигурност може да ги подигнат трошоците за финансирање како на меѓународните, така и на домашните пазари, па и за владите и за приватниот сектор. Вториот ризик е ризик на ликвидноста, кој што сите веќе многу пати ја споменувавме. Именно овдека мислам на нестабилноста на пазарите кои веќе ја поттикнаа побарувачката за ликвидни средства, а зголемината побарувачка за инструменти во странска валута особено може да предизвика сериозна криза на ликвидноста. Исто така, не помалку битен е и кредитниот ризик, бидејќи помрачувањето на економските перспективи ќе ги зголеми нефункционалните кредити и ќе ги одврати банките, но и не банкарските институции од кредитирање за поддршка на активностите во реалната економија. Така што кредитните ризици се нагласуваат кога фирмите и домакинствата што веќе имаат недостиг на пари, имаат и обврски по долгови што мора да ги извршат, а не успеаат да го премостат финансирањето за да ја покријат загубата на приходите. Друг ризик е ризикот по заработката и отпорноста. Сите овие претходно наведени ризици ќе ги ослабат заработките и профитабилноста на финансискиот сектор ако обстојат сите овие напнати услови. Де факто овие ризици имаат големо влијание, посебно кога станува збор за пазари во развој, како што е Западен Балкан. Властите мора да се справуваат со нестабилните пазари на финансирање, дури ако нивните потреби и трошоци за финансирање растат. Дури ако имаме ситуација кога странскиот капитал истекува. Значи, и кога имаме ситуација да однесувањето на инвеститорите станува понепредвидливо. Македонската економија и во 2021 година ќе биде условена од збир на меѓусебно поврзани случувања. Како што беше и нагласено, верувам дека на прво место тоа ќе биде под влијание на континуираното влијание на пандемијата и одговорот на економските мерки кои што бија превземени во 2020 па и 2021 година. Второ, секако туку улогата ја има и зависи од таа поширока економска стратегија на владата, мислејќи на нивната операционализација и можните ефекти врз економската реалност. И трет момент е дека таа ќе биде силно поврзана со глобалните, европските и регионалните економски трендови во 2021 година. Фактот дека ние сме мала и отворена економија не може да бидеме изолирани. Значи, тие преливања постојат секаде, нормални се, разбирливи се за светската економија, што значи Македонија не може да биде исклучок од ова, затоа како трет момент ја нагласив таа поврзаност со глобалните, европските па и регионалните економски случувања во нашиот регион па и во светот. Благодарам. Дека ќе се разбира во времето во кое беше предвидено за овој вебинар сме во тие рамки. Професор Камчев и професор Колев, доколку имате било што да кажете за крај на овој наш денешен вебинар, поведете. Камчев, поведете. Мислам во секој случај исцрпни излагања, доста информации. Така да во тој контекст ми беше драго за учеството, нормално, доколку има некоја тема која што е врзана за нашето работење во иднина, секој пат јас или некој од колегите сме расположени да земеме учество на ваков тип на излагање и емисии. Ви благодарам. Професор Колев, повелете. Пред се да се заблагодарам на повикот, излагањата беа исцрпни, и покрај тоа што отворањето на брзата до денес помина доста време, сепак финансиската писменост не е на задоволително ниво, не само на самите учесници, меѓутоа и во секторот судство. Значи, би апелирал во наредниот период и судиите малку да се едуцираат од аспект на пазарот на капитал,
за кога имаат предмети да носат соодветни решенија. Благодарам, морам да нагласам дека со идеја сме ваквите вебинари да продолжат, меѓутоа во зависност од нормализирањето на целата оваа состојба со COVID-19 се надеваме на соработка со вас, учесниците и предавачите, па и професорот Бишев и други представници од финансискиот сектор, за обуки кои што ќе бидат корисни за студентите, за обуки во кои што ќе може од област на инвестициите, берзанското работење, да го зголемиме нивото на соработка со вас. Се надам дека ќе наидеме на соработка и од тој аспект исто како денес ќе навистина ви благодарам за вашето учество. Декан ќе повелете, верувам дека и ви имате нешто за крај. Да, јас уште еднаш сакам да се заблагодарам на сите учесници, посебно на излагачите, на колегите магистар Лаза Камчев и доктор Зоран Кулев. Ви благодарам за вашето одвоено време што одвоивте да бидете присутни на овој наш прв вебинар во универзитетот. И се разбира, ова е навистина добра идеја, како што е спомна Тони, да продолжиме со еден ваков серијал, па може и убоки, каде што верувам дека нашите студенти повеќе се навлечени од денешните излагања да видат колку тоа можеби во пракса е многу поинтересно отколку кога во предвид го имаат само теоретскиот дел. Се надевам на идна соработка и добро е да ги одржуваме овие контакти со образованието, институциите и се надевам дека едноставно ваквите вложувања ќе вродат со кадар кој што ќе им служи и на нашиот македонски пазар и едноставно ќе бидеме идна движечка сила. Благодарам. Благодарам, дека ќе се надам дека на овој начин придонесовме за мало барем зголемување, барем на свесност од потребата за финансиска писменост, како што кажа професор Камчев. Благодарам на сите и на студентите за учеството и се надам следна средба со овоки слични теми се во корист на подобри кадри кои што во иднина и ќе дојдат можеби кај вас во фирмите во кои што работите, добри кадри ни се потребни секој. Благодарам на сите, до следно видување. Поздрав. Пријатно. 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 Пријатно.